И трпео и насреди ноќа на испит пред царот. Царот турски бил единствениот цар на светот кој имал двајца мудреци. Едниот бил насреди ноќа, а другиот Итарпео. Насреди ноќа бил мудрец на месечината, а Итарпео на крстот. Царот од време на време ги повикувал двајцата и ги проверувал кој од нив е помудар и докаде се дојдени со своите троштини. Иако тие често го насамарувале, тој никогаш не им се лутал и не ги казнувал, бидејќи од нивните троштини добивал нови искуства. Така еднаш царот ги викнал двајцата мудреци и им рекол: еве ви на двајцата по едно варено јајце. Кој нема да го застане простум јајцето, главата ќе му ја скинам. Мувлет, честити царе, мувлет, се осмели Пео. Сузбре керата, направете го тоа одма или ќе ви ги сечам главите, налутано вресна царот. Добро, честити царе. Покорно промрмора насреди ноќа, откако го слушна царот како налутано му врекна на Пео. Ајде насреди ноќа, прво ти прави да види Пео како ти можеш да го застанеш јајцето право, а ти да видиш како јас ки му ја исечам нему главата. Го зел насредин јајцето, го исправил, го местел, го вртел полека, но никако да го застане простум. За тоа време царот шетал низ сарајот и си ја мазнел брадата, велејки си во себе: ама ќе биде сеир со двајцата. Го сварија гравот, ги наполнија гаќите. По некое време насредин се изморил од вртење на јајцето и бидејќи не можел да го намести исправено, му признал на царот дека не може да го направи тоа. Ајде сега ти, Пео, земи го јајцето и стави го простум пред царот. Го зел јајцето Пео и почнал да го врти враце, а во себе си помислил: царе, не одеднаш сум те насамарил, та сега ќе ти биде прв пат, туку зошто да ми се врекаш пред насрадина и да ми се вргалиш тука пред мене, и како да се досети нешто Пео. Еве го, честити царе, јајцето простум застанато пред тебе. И во тој момент го чукна јајцето посилно на масата, така што тоа се скрши, а бидејќи беше варено, застана простум. Ами за така знам и јас, почна налутано да вика царот, а во себе си признал дека и овој пат Пео го надмудрил не само насрадина, туку и него. Ама кога си знал, честити царе, зошто не направи сам, ама ме викна мене од Маријово да се мачам дури до Стамбол, а таму им требам на моите Маријовци. И уште нешто да знаеш, честити царе, се не се смирува само со мудрост, ами понекогаш треба и сила. Му го рече ова Пео на царот и си замина за Маријово, среќен што и овој пат го надмудри насреди ноќа и царот.